добар ден и од мене. Навистина ми е огромна чест и задоволство што сум учесник на овој настан и токму што ќе зборувам за ранни детски развој, пред се како социјален работник, а потоа како вработен во една јавна детска градинка. И со оглед дека темата ми е предизвикот во донесувањето на одлуките на децата, моето излагање го поделив во два дела. Првично е ранниот детски развој, каде што најклучни се детските права, а вториот дел е предизвикот во донесувањето, односно вклучувањето на децата во носењето на одлуки. И сега сигурно ќе се запрашате како можеме децава најмали да ги вклучиме во носењето на одлуки, но тука е умешноста на професионалците. Ние сите кои што работиме како даватели на услуги во една јавна детска градинка, тука се негователите, воспитувачите, стручните работници и стручните работници. И ние тоа многу умешно го правиме, ги слушаме, ги почитуваме, ги следиме, бидејќи реално секоја желба на детето е практично негова одлука. А ние само треба да ја препознаеме, да ја реализираме и на крајот да ја имплементираме. За детските права немам што многу да кажам, освен дека постои Конвенцијата за правата на децата, нашата држава е потписничка на таа конвенција и тука имаме облигаторна неотповидлива обврска да ги почитуваме правата, да ги штитиме, напредуваме, а секако доколку не се почитуваат и ги санкционираме. Нема да душам однос на тој дел, ќе одам на она што е клучното, како децата од најрана возраст да ги вклучиме во процесот на носење одлуки. И тоа ќе го направам во вид на примери, преку прашања, кои што ќе поттикнат на размислување и можеби понатамошна дискусија кога ќе се продолжи овој проект во панелите. Првото нешто што правиме е децата кога ги изнесуваме од дома, без разлика дали ги носиме во блискиот парк или до градинка, дали ги прашуваме каде тие сакаат да одат, по која патека сакаат да се движат и да не случајно се движат или не се движат по безбеден тротоар или безбедна локална средина. Ние ги носиме тие одлуки во нивно име, не ги прашуваме, им викаме дај раката, пази тука, внимавај овдека. И дали некој од нас, како возрастни, се запрашува, може би со сите овие предупредувања и наредби, може би им влеваме доза на несигурност кај децата. Понатаму, затоа реков, во вид на прашања ќе одат и примерите со цел да размислиме што можеме да направиме за самото движење од до на децата. Понатаму, децата кога ги носиме во градинка, на воспитување и исклучување, и тоа е нивна нова средина, ново окружување, никој исто така не ги прашува дали сакаат, не сакаат, едноставно мораат. Сега можеме да ги запрашаме какво сакаат да им биде занималната, каков сакаат да им биде училишниот двор. Реално, сите дворни површини во двете јавни детски градинки на општина Кисела Вода имаат навистина преубави дворни површини. Но, дали сме ги запрашале децата како тие сакаат да бидат уредени, кои реквизити им недостасуваат, кои реквизити се безбедни за нив или тие веќе постоечките колку се одржуваат и се безбедни. И тука е прашање кое што поттикнува и треба да не поттикне, да размислуваме и да дискутираме. Понатаму, просторот во кој што децата најголем дел од денот го поминуваат, а тоа е занималната просторија, и тука се случува целиот оној процес на ран детски развој, воспитувањето, поточно подготовката за квалитетен живот. Терминот квалитетен живот изминатите 5 години е многу експониран, така многу се зборува, меѓутоа како да
некако затајуваме во почитувањето на елементите што значи квалитетен живот. Па еден од сегментите за квалитетен живот на детето е самото уредување на просторот во занималната, заради тоа што пренатупана занимална со содржини значи за детето негово вознемирување. Неможност да се сконцентрира на содржината која што ја подготвиле стручните лица, за да му го пренесат собственото знаење. И така натаму, и така натаму. Она што е клучно, особено децата веќе после третата годишна возраст, каде што имаат релативно добро развиен говор, каде што знаат да си ги изразат желбите и потребите. Иако сите истражувања покажуваат дека ранниот детски развој започнува на детето уште додека во неговата најбезбедна средина, односно мишата на мама. А институционално, ако зборуваме, започнува од 8 месеци, односно 9, па трае до 6 години, односно до поаѓање на училиште. Има XX други примери и прашања кога станува збор за раниот детски развој, односно во оној период од развојот на детето кога што родителите и сите ние останатите возрастните сметаме дека нашата одлука во нивно име е најдобра. Дека тоа се деца и можеби не знаат да ни кажат или не знаат да си ја изразат својата желба, односно својата одлука. Јас ќе кажам дека тоа не е точно, заради тоа што како стручен работник во градинка, многу често кога сме дискутирале на многу прашања поврзани дали со семејството или со градинката, ќе е многу јасно на нивниот детски начин кажале што сака. Да. И само требало нели да го запишеме и да го примениме. И кога сме го примениле, тие искрено какви што се, ја покажале нивната среќа и радост. Нема да должам многу, само за крај ќе кажам дека секој од нас, ако свати дека секое шутирање или шут на топка е многу важна и значајна одлука на детето, можеби нашиот мајндсет да се смени и ќе започнеме и овие најмалите да ги слушаме, почитуваме, уважуваме и од таму ќе започнеме со имплементација и на детските права, и на детските одлуки, и на градење на оваа стратегија и понатаму сето она што ќе следува во рамките на проектот Место за растење, општини посветени за децата. Благодарам. Добар ден сите, благодарам на Валентина, на Бејќачи, на сите оние други организатори на оваа конференција, што ми дада можност да ви се обратам на кратко. Во врска со значењето на децата не само во внатре во општината, туку значењето на децата и за нас како возрастни. Малку ќе психологизирам и ќе ви раскажам на мало приказна за мене. Како беше моето искуство, што се надевам дека ќе се оција некако во вашите животи, бидејќи целата ваша кариера имате посветена на работа со деца. Имав задоволство да биде пружена прилика да работам со децата во Средното економско училиште на град Скопје Васил Антонски Дренот, кој што е Јована. Ми е многу драго што ја гледам овде денес. И бев во еден грч кога почнав да работам. Бев од мојата искуство со психотерапија, имав некоја предрасуда дека работењето со возраст е единствениот начин на кој што јас можам да допрам до што е тоа човечност, верување, како да се смени животот и се останата, и бев многу несигурен во тоа како јас ќе се снајдам во мојата работа со деца. Не за џабе, има една клише изрека, што може би сите знаат од Зигмунд Фройд, што вели детето е татко на човекот. Сватив една работа, тоа е дека дури кога зборувам со возрастни, дури кога сме сите овде на ваква една конференција, играме детска игра. Сите сме дечи. Детето во нас е тоа што ги има сите желби, сите барања, сите верувања, сите вредности кои што сакаме понатаму ние да ги рефлектираме како возрастни. Децата се оние што ја диктираат нашата визија, децата се оние што треба да ја диктираат нашата идеја за како треба да изгледа светот. А ние како возрастни се губиме некаде на пат.
се губиме со нашето созревање, со нашето ставање во рамки, во различни, дали се тоа идеолошки параметри, општински параметри или било што за тоа, како треба ние да го градиме светот за децата. Не треба ние да зборуваме за тоа. Треба нашите деца да зборуваат за тоа со децата кои што се. Научив една многу битна работа во работењето со децата во училиштата, тоа е дека моето дете е тоа што треба да зборува со нив. Така сме равноправни. Ми стои диалог, ми става дискусија, можеме тие деца да ги направиме проактивни, затоа што нашите деца ќе бидат тие што ќе резонираат со тоа што сакаат, кои билат и како сакаме да го изградиме светот околу нас. Детето е татко на човекот. Фројд тоа го мислел во смисла на тоа дека првите 5 години го диктираат либидоносната енергија, развојот на тоа какви сакаме да бидеме. Не. Децата се се уште наши татковци. Затоа што тоа што ние сме сакале да го направиме, можеме да го рефлектираме во желбите на перцепирањето на децата кои што се пред нас. Дали се тоа во градот, дали се тоа во средните училишта, дали се тоа на предшколска возраст. Самата креативност, самата слобода е тоа што треба да резонира со нас. Сите си играме во овој момент. Си играме градоначалници, си играме работници, си играме возрастни, си играме различни позиции од кои што се надевам дека низ оваа игра ќе ни текне како и да сме деца. Се напиеме водички, ќе се посмееме малку и се надевам дека малку низ ваква една ноншалантна разговор ќе го потсетам на тоа дека сме си деца. И треба да се дружиме повеќе со децата од нас. Нема да го задржувам повеќе, ќе беше многу голяма чест и задоволство. Се надевам дека ова да резонираше со вас. И благодарам уште еднаш, се надевам дека продолжиме да работиме на по-неформален начин за доброто на децата и за нашето добро, понатаму во играта. Благодарам. Кој што е член на Комисијата за образование во Советот на општината. Повелете. Почитувани присутни, нема да апострофирам сите еден по друг по функциите што ги носите, но само за тоа што сте дојдени во општина Кисела Вода, тоа значи дека општина Кисела Вода отвара вратите за децата, односно да стане општина пријател на детето, како што впрочем и видовте предмалку од слайдовите, што се всушност раководителот за образование, секторот за социјална заштита, односно сите сектори во општина Кисела Вода, раководени од градоначалникот Лурце Георгиевски и Советот на општина Кисела Вода, раководен од Иван Медо Живковски и сите 23 членови на Советот на општина Кисела Вода работат и ќе работат и понатаму за подобар живот, за подобри услови за сите граѓани, а со посебен акцент на нашите ученици. Надлежностите на локалната самоуправа секако се директно поврзани и со правата на децата, а тоа значи дека ќе се работи на нивна промоција, иако сите како наставници вака гледано, меѓу вас препознавам голем број на мои колеги, наставници, и сигурно во секој училиште предпоставувам работат во својата паралелка и успешно го водат образовниот процес, бидејќи таму некако децата ни се најприсутни. Но тоа не значи дека треба само децата да се водат во училиштата. Децата треба да остануваат и да живеат и да се реализираат себе си, да се пронаучат себе си, онаму каде што има најдобри своји вештини. Бидејќи не е добро да се наметнува на детето, туку добро е детето да го оставите да си каже самото што сака тоа и како се чувствува, а не како е тоа наметнато од нечија друга страна. Во рамките на тоа, сите сектори во општината работат одредени своји задачи, кои што пак тие задачи се поврзани некако со детските права. Значи, вклучувајќи го урбанизмот, секторот за животна средина, комуналната сфера, спортските активности, сите некако во своите планови и програми кои што ги добиваме како советници, некаде во август и на крајот на јуни, очекувам дека сега на крајот на јуни ќе ги добиеме и годишните извештаи од работата на градинките и на основните училишта, што е она што тие го планирале во текот на целата година, со какви предизвици се соочиле, какви проблеми имале и што успеале да реализираат. Секогаш
не се во прашање само паричните средства, туку волјата на наставникот и волјата на оној кој што работи со децата. Се зависи од тоа колку сме креативни и колку ние ќе успееме да ги мотивираме нашите ученици. За да се добие некогаш поверодостојна слика за тоа што сакаат децата, најчесто се прават одредени планови и стратегии. Досега како совет добивме од секторите стратегија за култура, што претходно ја немаше општина Киселовода. Се работи и на одредени други стратегии, стратегија за култура, стратегија за еднакви можности, која што исто така ни е многу важна, затоа што токму преку таа стратегија за еднакви можности ги разгледувавме потребите и барањата на децата, и на момчињата, и на девојчињата. Дел од таа стратегија ќе се најде веројатно на наредниот совет, а очекувам и дека преку оваа конференција и овие настапи што тука денеска разговараме, слушајќи ги вашите искуства, ќе влезат како стратегија за нашите деца, односно стратегија каде што ќе се унапредуваат правата на децата. Тоа можам да ви го ветам затоа што понекогаш се случува и ние како советници да бидеме изненадени од тоа колку нашиот градоначалник има креативни идеи затоа што е постојан меѓу децата, па сведоци сте сигурно дека се овозможени сензорни соби оваа наша општина со 8 училишта и 2 градинки, односно повеќе клонови, се случи да добиеме прво инклузивно училиште, од кое што доаѓам јас, како наставник по македонски, го поздравувам директор, заради волјата и желбата Кузман Јосифовски Питу да обезбеди еднаков пристап за сите ученици, вклучувајќи и децата со попреченост. Се радувам затоа што ја добивме и првата градинка, Симба, која што исто така е инклузивна. Дека Киселовода работи и развива стратегии за децата и напредување на децата, има континуитет. Тука меѓу вас ја гледам и поранешната моја колешка и советничка, која што исто така се уште неуморно работи за напредување на правата на децата. Сакам да кажам дека многу сме горди затоа што во советот имаме различни профили. Меѓутоа, кога станува прашање збор за дете, сите сме единствени и сите сме спремни да направиме се што е потребно само за нашите деца да останат тука. И кога зборувам за ова, посебно се гордеам што во општина Киселовода немаме одлив на ученици. За разлика од другите општини, Киселовода бројот на запишани ученици и одливот на семејствата е многу мал, што зборува дека станува збор за еден добар континуитет во развојот на самата општина. Значи не само за децата, туку и за децата и нивните семејства. Оти детето прво е во своето семејство дома, а потоа, кога ќе излезе надвор, добива нова средина, ново семејство, неговите другарчиња. Дали се тоа во градинка или тоа е во училиште. Во училиштата ќе се повторувам ако кажам она што го кажа пред малку Сашо Јовановски, како представник од кабинетот на градоначалник Гоце Георгиевски, колку многу ние сме направили сензорни соби, дека партиципираме за згрижување на децата во тие мултисензорни соби, дека се даде ранче за секое прваче, дека добија учениците во Киселовода униформи, дека се градат паркови и дека се уредува е многу видлива ако прошетате по општина Киселовода. Среќа е што имаме таков градоначалник, среќа е што ги сака и се грижи пред се за најмалите. Затоа што и самиот млад човек кој што знае дека само иднината е во нашите деца. Од тука сакам уште и да не ми биде забележано, а да не пропуштам нешто, дека ние сме општина во која што имаме масовен училишен спорт, имаме многу голема поддршка од градоначалник, нашите ученици се врвни спортисти, врвни хористи, се негуваат сите оние можности, желби и потреби, ако сакаат децата да ги развиваат своите таленти. Што значи? Се соочуваме со предизвици. Не велам дека се е совршено, не велам дека се е најубаво и розово. Секогаш велам дека можеме подобро. Мојата колешка
исто така од Советот, како председател, пред малку ме подсети и за донесениот стратешки социјален план, што значи дека од тој социјален план ние извлековме многу податоци кои што ни се потребни како Совет и како локална администрација, како да ги креира новите планови и програми за наредната година. Што значи, секогаш ви е потребно да имате тимска работа, како што проучев и до сега тимски работевме. И состаме на крај, да не се задржувам многу, важно ми е да споделам дека во овој Совет, кој што сум 3 години веќе како работиме, бегуваме во четврта, формиравме локален совет за млади, локален совет за превенција и локален совет за детско представништво. Локалниот совет за превенција всушност веќе си ја зазема својата улога и во координација со Младинскиот центар КРИК отворена и телефонска линија која што е достапна за жртвите на врсничко насилство и од нивни блиски каде што можат да дадат поддршка. Локалниот совет за детско престапништво отвори бесплатна телефонска линија на која сите родители од основните училишта имаат можност да контактираат тимот на психолози. Дури имавме и неколку разговори како советници токму преку комисиите за еднакви можности за труд и социјала за образование. Зборувавме и со седница, одржавме една со Советот за социјална заштита, каде што се дискутираше кои се нашите наредни чекори, што можеме ние понатаму да подобриме. Сметаат луѓето дека е потребно отварање на психосоцијален центар, сметувалиште за деца и возрастни, бараат отварање на социјално предпријатие, изградба на здравствен дом, поликлиника, проширување на капацитетите, што верувам дека и предмалку слушнавте, капацитетите на училиштата и градинките веќе се исполнети, меѓутоа не значи дека не можеме да отвориме нови мултифункционални местни урбани заедници, каде што децата ќе можат и да си ги искористат. И врз основа на сите оние податци што ги добивме, тука ги бројуваме лицата со попреченост, каде што добија еден центар на Расадник, каде што добија во КРИК едно советувалиште и место каде што може да ги изразат своите творечки способности. Во училиштата се трудиме да имаат пристапност и врз сето ова можам само да заклучам дека драго ми е што се одржува ваква една конференција, една ваква средба. Ветувам дека од името на Советот и моите колеги советници ќе работиме за да го донесеме и планот, односно стратегијата за деца, а нашата општина Кисела Вода да биде општина посветена пријател на децата. Ви благодарам. Поздрав за сите, почитувани присутни. Дали зборувам доволно гласно или секогаш може погласно, тоа ми е основен проблем како говорам без микрофон, а сега се надевам дека бидејќи ако зборувам малку погласно ќе почнам да пискам. Ве поздравувам сите, особено ги поздравувам младите луѓе кои не пречекаа на братите, кои не сместија, кои ја овозможија целата логистика, прекрасен модератор со прекрасна дикција. Се надевам дека ова ќе им биде искуство и можеби ќе придонесе како функционираат и општините и ние возрастните и можеби ќе им биде мала смерница за изборот на нивната професија во иднина. Јас себе западнав со една можеби малку посериозна тема, а тоа е стратешкото планирање во општина Кисела Вода. Работам во кабинетот на градоначалникот и како експерт за стратешко планирање и како проектен менеджер, експерт за евалуација и мониторинг, значи сите тие работи според мене се неопходно уврзани и зависат една од друга. Во тек е изработка на интегрален локален развоен план, секогаш имам проблем со овие големи или кратенка ИЛРП. Таа се работи согласно методологијата на Обединетите нации, а се спроведува, односно финансиране од Швајцарската амбасада се спроведува од UNDP и Министерството за локална самоуправа. Оваа методологија е многу добра,
Јас имав можност да го прочитам првиот прирачник од 2008 година. Она кое е добро е што остава простор креирањето на стратешките документи, на тој интегриран развоен локален план да биде прилагоден на земјата во која се имплементира па дури и во заедницата и во општината. Многу често од работа во општини на терен сум слушала, може би некој од вас има слично мислење, аман доста со тие стратегии, со тие програми, уште ли стратешки документи, преку планови се опишување на стратешки документи. Тоа е барем мојата искуство. Сега ќе ви кажам дека дури јас би се согласила со тоа. Меѓутоа, за какви стратешки документи би се согласила дека тоа е така? За оние кои се пишување од удобноста на фотелјата во канцеларијата, за оние кои што отвориме Google или некој сличен пребарувач, па побараме некоја слична стратегија, па си одиме со копирање, на оние стратегии кои немаат никаква допирна точка со крајните корисници. Тоа се вештачки творби, такво нешто како експерт за стратешко планирање ниту сум креирала, ниту во иднина ќе креирам, а ниту ги признавам како така. За жал, во една средба на еден сличен ваков начин со висок функционер од Европска комисија, кој работел во неколку општини во Македонија, беше, да кажам благо кажано, шокиран, бидејќи му презентирале стратешки документи, конкретно развој, односно стратегија за локален економски развој, од една урбана, од една рурална општина со сосема исти свот анализи. Тоа е невозможно. Тоа е срам и за нас, и за оние кои тоа го направи. Сега, не можеме да кажеме дека дел од стратегиите неопходно е да бидат направени во канцеларија, особено ако се работи за статистичките податоци, собирање, обработка на статистички податоци, обработка на податоци од терен, од свот анализи, истражување за културата на дадената заедница, за историјатот, за културното наследство, за традициите. Значи, тоа можеме да го комбинираме и од пишаните документи, меѓутоа и од работа на терен. Значи, тоа е комбинација една која е неопходна да има спој. Меѓутоа, она која постојано го говорам како експерт за стратешко планирање, во секој стратешки документ е неопходно да се вклучи партиципативниот метод. Што значи тоа? Тоа значи работни групи, работилници, разговори, како сакате, насловете го со оние за кои тој стратешки документ е наменет. Ако се работи за деца, неопходно е да се работи директно со децата. Неопходно е да се слушне нивното мислење, нивните барања. Тоа се вика исто така пристап од долу нагоре. Зошто? Па ние можеме да се седнеме вака советници, директори, професори, наставници и да си кажеме, аха, моето искуство е ово, супер, ајде сега ќе направиме еден стратешки документ. Исто би го фрлила веднаш. Работа со деца, работа со млади, ако веќе правиме стратегија за нив, или ако тие проблеми сакаме да ги вклучиме во овој сега конкретно интегрален развој локален. Што се добива со ваквиот метод, кој јас секогаш го применувам, секогаш, се добива реалноста на заедницата. Се добива реална слика за потребите на оние кои тоа треба да го искористат. Што се стратешките документи? Одскочна даска за конкретни проекти. А што е тоа? Тоа е веќе проектен менеджмент. Неразделно споен. Јас ми пратија многу материјали од вашата досегашна работа, сите оние заклучоци кои беа наведени од разговорите со деца од средно училиште, од основно училиште, од родители, децата од градинките, се прочитав.
Проектот Место за растење општини посветен на децата, проект кој е спроведуван од првата детска амбасада, Меѓаши и Центарот за семејно и детско згрижување, многу ме израдува бидејќи е токму таков проект кој ги зема во обзир интересите и потребите на оние за кои е начин. Го прочитав и вашиот прирачник, цел го прочитав. Прирачникот за конституирање и функционирање на општинските панели за детските права и од начинот на кој се работи со огромно задоволство, можам да кажам дека е применет тој партиципативен метод и е применет токму тој пристап од долу нагоре. Значи, оние ќе ги слушнеме што имаат да кажат и тоа ќе го пренесеме на повисоки инстанции на оние кои може да го реализираат. А тоа со општините, ние како проектни менеджери кои се правиме многу паметни ќе напишеме некој проект за да можеме да го олесниме тоа. Многу бев задоволна бидејќи многу деца обрнуваат внимание на ѓубрето. Речи си во секоја анкета, во секој училиште децата зборуваа сакаме помалку ѓубре, сакаме повеќе зелена површина. Сите ние се соочуваме со последиците од глобалното затоплување. А децата веќе се свесни за тоа. Сега, дел се деца, дел се млади луѓе, не се ни деца, не се ни возрастни. Меѓутоа, многу ми е драго, бидејќи тие се навистина свесни за средината во која живеат. Многу ми е драго што видов, дојдов до заклучок, дека имаат освоено награди, дека учествувале во Еразмус проекти, значи веќе се случува, барем од слайдовите кои успеав да ги видам овде. И сето тоа е искуство кое ние, како многу паметни, ќе го внесеме во тие стратешки документи и ќе го поврзаме со предниот менеджмент. Верувајте, нема јавен повик. Кај што не јавен повик, сега зборувам за средства од Европска комисија, од донатори, од амбасади. Нема јавен повик кај што не пишува наведете ги стратешките документи согласно кој го пишува овој проект. Затоа таа врска меѓу проектниот менеджмент и стратешкото, ама реалното стратешкото планирање е нераздвоено. Не можам да пишувам од памет проекти, ако немам реален стратешки документ пред мене, ако не сум слушнала што е тоа што треба на крајните корисници, во овој случај децата. Секогаш, баш ја видов агентата кога ми ја пратија, па во едно 90% кога ме поканиле да говорам на конференција, да говорам пред кафе пауза. Овде ќе прекинам. Ќе мислам така, на сите ни се пие кафе и не е потребно кафе. Ви благодарам многу.